Не сум латас, не. Вие го следите времето денес на телевизија. Конечно ќе започнеме со една убава вест. Буџетот што ќе го издвои државата за предвремените избори нема да ја помести макроекономската позиција на земјата. Што значи, кампањите на политичките партии ќе бидат скромни и нема да чинат повеќе од 2 пара чевли од кинеска продавница. Одиме надвор да чуеме што имаат да кажат граѓаните. Ајде кажеме Конго, Мали, тамо се доста заостанати земји. Па најверојатно од Африка, од Азија, вамо Афганистан, Албанија, Чад, Сомалија, така некои. втората е Бугарија, третата е Србија, остај ги румуните и Румунија. Мислам Индија и тие сигурно. Бразил. Казахстан, мислим претежно тие руски муслимански што беа бивши од бившиот Советски сојуз. По Холандија, Египет, Италија. Општо што се познати каде што и најголем процент што умираат е поради сиромаштијата. Тоа беа нашите гледачи, а ние се враќаме повторно во нашето студио. Машко, да не виде некој плави картончиња на масава, бе. Чекај, бе, мора да ми испаднале тука некаде, чекај да видам мод. Да ти се сневиди. Нема. Се извинувам. Прости ако те прекина во нешто, Машко. Ништо. Ај се, губи се. Во Битола се одржа трка на магариња како загревање за предизборната кампања, на која што беа присутни скаути од сите парламентарни партии кои имаа задача да го скенираат однесувањето на тркачите за време на трката. И тоа се со цел за да обезбедат каква таква предност на тактичко-технички план за време на изборите. Сигурно не си видел плави картончиња, така? Сигурен си? Сигурен сум. Ама најсигурен си? Ништо тогаш, ајде, проштавај уште еднаш, ајде. Сигурно? Да. Добро, ајде. Се извинувам, ова нема повторно се случи. На средбата што се одржа денеска под покровителство на претседателот на ДИК Јован Јосифовски, лидерите на најголемите политички партии во земјата подпишаа договор за ферплеј на престојните предвремени парламентарни избори и одредија граница која што не смее да се надмине кога се во прашање случајните ликвидации и жртви кои што би дошле како логичен исход на жешката предизборна трка. Машко, паја заплавиве картончиња, абе ми горит поднозе, а овој пат изглед стварно су готов. Абе картончињава да не ги видеме негде овде. Абе остај ме, не ли гледаш дека има мрак на грло? Нема картончиња, нема! Па без плави картончиња су изгубен 100%. Молам господине Боледојчи, не одете си. Прощавај, ај дзирни под маса на уши еднаш ќе те замоля да не се сметкале натаму. Нема, господине Боледојчи, нема. Сакате да видам? Еве ќе видам, еве. Има гезве. Абе ја за картончиња након нешто. Стаче за тапани. Ги најдеш. Има чинела тапани. Еве, има токмак. Нема плави картончиња, еве има. Има два кондоми. Ама плави картони нема! Гледате дека читам вести. Хајде одете си. Леле, не знаев, Машко, прости. Абе мислев некој крстосбори решаваш. Прощавај уште еднаш. Абе ја за картончињата не знам. Не, прощавај, ево, ода, ајде, ода. Режија, се гледаме попосле. $10, $5, зависи што имам во джеп, ситно.
Otprilike mnogo malce. Кој е вака 10 денари, така. Otprilike 10 dinara, 20, tako. Otprilike pa od 10 dinari do 20. Да, мислам 100 денара или 200 денара, не е битно. Се извинувам, драги гледачи и мои фанови. Имаме уште една вест за вас. Сега веќе бившиот претседател и основоположник на современа Куба Фидел Кастро вчера е повторно хоспитализиран, но овој пат не поради грчеви во стомакот, туку поради тоа што му гореле ушите. После прегледот, неговиот личен лекар утврдил дека причината за проблемот со неговите уши е македонската опозиција на чело со СДСМ, која што последниот месец премиерот Груевски премногу често го споредува со големиот Фидел Кастро. По ова соопштение на барање на Кастро на претседателката на СДСМ и е врачена протестна нота во која што Кастро лично и се обраќа со зборовите: "Млада дамо, никогаш не сум носел куси панталони. Дури не кога бев мал. Од единствена причина што мојот од секогаш бил малку поголем од на останатите другарчиња во селото, каде што израснав. Мислам дека ме разбравте што сакам да кажам. Паметам во една пригода кога сакав да облечам куси панталончиња, ама мајка ми ме посоветува да не го правам тоа, да не се го подгазам, не сакајки. Вели во протестната нота Кастро и додава: "Затоа, ако може, престанете да го злоупотребувате моето име во вашата предизборна реторика. Зашто никој од македонските политиканти не заслужува да биде спореден со мене. Јас никогаш никому не му седе во скутот како што правите вие, а особено не во скутот на некоја голема сила. Знаев дека само сам човек мора да се избори за својата слобода, независност и признавање. Никој нема да му подари од небо. Научете го тоа веќе еднаш и трнете сами во пробив, наместо да барате милост од сад. Најпосле, имајте барем малку почитување кон еден старец. Стар! Кој преживеал 50 атентати од ЦИА. Ушите вчера опасно ми гореа. Затоа не играјте си со оган. Ете ви го Саркози. Каква женска има. Озборувајте го него. Завршува со својот протест Кастро. Па од минатата година сигурно. Па исто, од година на година толку иде. Под летоска. Под летоска. Па од летото. Меморијата моце ми ослабела, така да дали септември, дали август. Има 20 години. Последен пат, прошлата година. Па од сезоната кога заврши? Па... Пред 6 месеци, кажеме така. Стигнав, деца мои. Да не влезе преку ред дедо Перуне, а? Само што сакав Силјан да го повикам. Ти со временската прогноза дојдеш после него. Од каде сега јас, како Бог, да доаѓам после некого? Не може. Освен тоа, Силјан е на испирање на желудникот. Тој бил да го посети Кастро. Токму наш Силјан го има оставено Кастро пред врата кај неговите родители. Не се. Седнале Силјан и Кастро на жаби батаци. Но докторот го предупредил Кастро дека не смее да јаде месо. Штрк како штрк се нафрлил на жабите
и ги мавнал за 2 секунди. И одма после тоа и писнал и на порцијата на Кастро. Излегла пења од устата и паднал во безсознание. Некој да ти ја затрул порцијата на Кастро за да го убие. Арно ама, наш Силјан, не сакајки, го спасил. А од каде го знаеш ти ова? Па пишува во весник. Ако пишува во весник, тогаш сигурно е точно. А што друго пишува во весник? Се знае каде е Силјан? Силјан е во болница во Хавана. Што чекаме да доперен? Па ајде да му одиме на посета. Еј, а мојата временска прогноза? Остај сега, гледачите сигурно нема да замерат, нели? Еве ти ветувам, утре ќе кажеш 2. Ајде се годиме по карти на аеродром. Кога си со мене, синко, карти не ти требаат. Па обично било шо. Леп сирене, мармалад. Јајца на око. Да. Млеко, јогурт, интегрални жита и тоа. Ништо, дупла доза црно кафе и тоа е се. Од прилика јогурт, така, сиренјаче, тоа. Обично сок една чаша. Леп, така, со путер, нешто, така лесно. Јајца на око, јогурче. Па млеко, лесна храна, така. Млечни производи. Баце, абе знаете што пишува во нашиве вестници, бе, баце? Дека сум го спречил обидот за атентат на Фидел Кастро и дека наместо него јас сум го испил отровот што му бил наменет. Леле, бе, баце, умрев од смење. И сега пази, баце, Шекеринска фрла по мене со дрвја и камења и ме обвинува дека сум кубански шпиун и продолжена рака на Кастро во политиката на Никола Груевски. Леле, ке умрав од смење, бе, баце. Еј, ало? Ало? Ало, бе, баце? Абе, има ли некој во студио, бе, има ли? Чекај да видам горе. Нема, бе, никого нема, е. Никого нема. И камери, бе, баце. Шо ги оставиле вклучени? Трошат батерии без потреба. И шо сум бил убав, бе. Чекай мако од профил малко да фатам. А, леле, носов колкав ми е. Камера ми го издолжи. Чекай од повисоко малце да видам, и тука ми издолжуе, баце. О, што сум, бе, прав шизики. Абе, ништо не разбирам. Каде е тоа копче за исклучување? А, еј, чекай да видам се вака од страна тука да пробва кај. А, еве едно. Тоа ли поема немаме. Чекав дека недов едно сега ќе го стиснам, па што биде, нека биде. Ја изгледа зезнав нешто е. Нема веза, ќе одлепршам додека никој не ме видел. Ај, намо.